И здраво на сите, Мартин од Јаки коли тука. Моментално сме на автоплацот Ауто Звеки во Скопје. Како што видовте во првичната шпица, во близина е на зградите Джевекер, тоест на улица Булевар 3 Македонска бригада. Еве го влезот. Моментално се доуредува плацот, значи ќе се стават одредени настрешници за подобро да изгледат, нови реклами и така натаму. Меѓутоа, тука сме да ги разгледаме колите кои што во моментот ги имаме на располагање. Така да ќе почнеме од оние кои што се за продавање, а тоа е, еве ова првично, Volkswagen Fox. Една од колите кои што е меѓу поевтините и баш би сакал да видам што нуди за тие пари. Чисто да дзирнеме цената колку е. Volkswagen Fox е еден од да речеме, не толку популарните модели на Volkswagen. Обично Polo, Golf се главните на марката, а Foxот во тоа време го имаше, се произведуваше, некој го купува, така да си врши работа за тие пари. 3800 е цената, како што видов, а да видиме и што нуди во однос на кабината. Личи за типично као за Volkswagen, многу конзервативно уредено, минималистичко, али ипак делува како едно мало градско возило, такво и е. Еве го централниот дел, нешто као у тој стил на Volkswagen. Подеталните податоци можеме и да ги дзирнеме од табелава, значи се работи за 1.2 мотор со 60 коњи. Доброто е што, како што забележав овде, има и клима, така да тоа морам да го напоменам, бидејќи многу од овие модели знаат да бидат и без клима, така да пазете што ќе одберете. Идеме сега на следната. Еве сега одиме на Kia-та, Kia Ceed, која што генерација, да речеме од оваа генерација поточно, мене барем, вака на лик, почнаа да ми се свиѓат Kia-те и отидоа во еден добар правец, така да од година во година се боле и боле. Ова е 5900 од 2010 година, 1.6 дизелче, така да чисто на кратко и оваа ќе ја дзирнам на трешноста, ме интересира каква е. Ова ќе го извадиме барем сега за сега. Изненадува и во внатрешноста, не е лошо, интересно направено е, поготово и средишниот дел за тие години, за 2010-та, одлично изгледа и повторно ќе кажам дека Kia веќе фатија добар правец. Одиме сега следно. Следното ни е Peugeot 208. Ако не сте огледале видеото со Peugeot 2008, го има веќе на каналот на Јаки коли. Стиснете subscribe, и тоа да ве потсетам, ако не сте го направиле тоа. Така да оваа 208-ца доста интересно изгледа, вака како некоја рели дури кола, со ова интересно спојлерче што го има одзади. Еве и предницата. Така да годината на производство на ова е 2012, а би рекол дека делува доста младелачко, дури за некоја кола и од 2019, што би се рекло. Сакам да кажам, не изгледа многу старо. А внатрешноста претпоставува е многу слично на 2008-цата, ќе видиме некои разлики, дали ќе можеме да забележиме. Многу мали се разликите, еве што одма можам да кажам дека тешко се приметуваат, овој наслонач можеби е помалечок за 208-цата и самата габаритност, поготово на ретровизорите и позади, се приметува дека е градска кола, а во однос на предниот дел, многу слично како 2008-цата, многу штосно, многу интересно. Миниатурните воланчиња што ги спомнав и обично кога сакате да гледате, значи што се случува кај инструмент таблата, значи видикот мора да е малце над воланчето. Ете, со мојата висина 1,83 м, тоа не ми е проблем, значи мојот видик е буквално, еве сега ќе се доближам до моето лице, е буквално овој.
така да можем да видам све што се случува на инструмент таблата. Одиме следно сега, Seat Leon и Audi A3, некоја конкуренција нивна меѓусебна, така да што е боле ќе оставам на вас да одлучите. Сум правил и вакви клипчиња кратки каде што вие гласавте, така да горе-доле има доста фанови и на Audi A3 и на Seat Leon. Буквално пата се. Во однос на цените, баш ќе ги видиме, значи овој Seat Leon е 6800 1.6 TDI од 2012, така да нешто поново годиште, пошто вакви Seat има и многу постари. Audi-то е 7200, тоа е 2009 годиште. А сега ќе влеземе и во 508-мицата, така да и за Peugeot можем да кажем дека си фати некој убав правец, така да најновите модели исто така многу убаво изгледаат. А сега ќе го разгледаме и оваа лимузина која што сега е доста прилично достапна, секој може да си ја дозволи, да речеме просечниот македонец. Кошта 8200 евра. А сега ќе влеземе и внатре да разгледаме внатрешноста, бидејќи е лимузина во прашање, треба да е нешто добро. Ето така. Ова ќе го извадиме и ќе го прочитаме до душа. Интересното е што има и автоматски менувач, така да нема да се замарате многу со шалтање на брзини. Си има и шифтерици на самиот волан. Доста комотно и убаво. И мислам дека вреди ова за парите, некој што сака лимузина за 8200 евра, како што рековме, 1.6 HDI, кој што е мотор кој што добро се покажа низ времето, 110 коњски сили, сасим доволни за некоја нормална окей вожња. Ајде да одиме сега и на Шкода Йетито, да идеме полицајците што возат. Еве Шкода Йети, TDI мотор, само да видиме кој е во прашање. $8500 евра, 2013, 2.0 TDI со 110 коњски сили. Добро. Да идеме Шкода што направиле Simply Clever, што направиле во самата кабина. Да не речеме слично на Volkswagen. Така да. Си приметува некое височко седење, што е типично, ја видовте каросеријата како изгледа. Мануелен менувач, наслон за рака кој што е удобен. Централната конзола слична на Volkswagen. Убав е воланот. 205.000 км има поминато, како и да е, ова е фамилиарна кола. Со голем багажник коцкаст, претпоставувам и заднава клупа. Еве, си има 3 одвоени тури седишта, така да за 5 души да се возат. Идеме далje сега. Seat Ibicите као конкуренција на Volkswagen Polo, на Ford Fiesta, нешто различно ако сакате. Доста штосно изгледа вака како дизајн. Некои дури ја преферираат во однос на Полата и Фиестите. Мислам дека и со цената се нешто малце по-ниски. Е, ова е 4600 од 2011. Видам само кој мотор е. 1.2 TDI, класика на Volkswagen, троцилиндраж, кој што е доста штедлив. И ќе влеземе да видиме што направиле Seat со нивната внатрешност. Ево и Seatчето. Така да се приметува и тука мало влијание на групацијата на Volkswagen. Битното е да си има клима, како што гледате, си има климица, радивце, големи издувни отвори за климата, тоа е многу битно.
убаво да се излаете и да се возите низ град. По однос на квалитетот, би рекол дека е солиден за класата. Така да, дури и јас, ако би се прашувал, измеѓу тие три коли што ги спомнав, Поло, Фиеста и Сеат Ибица, ако Сеатот има добра прифатлива цена, веројатно не го би го одбрал. Ради дизајнот, ради практичноста, ради економичноста и така. Да видиме уште што ни остана. Некои од овие коли ќе ја провозиме. Мислам дека ќе биде оваа меривата, бидејќи у принцип знам дека сакате фамилиарни возила, знам дека ви користат, сакате да шетате, да можете да се спакувате, да имате добар багажник. Ова е Opel Meriva 5800 евра. Мислам дека оваа ќе ја возиме, така да направите subscribe и ќе разгледате во целост. А како една конкуренција имаме едно C4 Picasso. Па сега веќе кога сме тука, чисто на брзина да ја видиме внатрешноста и на едната и на другата. Да видиме германците и французите колку се разликуваат во стилот на внатрешностите. Еве ја меривата. Би рекол дека прекомотно се седи уште веднаш шом седнав. Добра положба има на менјачот, веднаш е тука при рака. Интересно е централниот дел, бидејќи е со многу дугменца, тркалца, што прави некој разигрлив доем. Команди на воланот, голем широк дел овдека на предниот дел. Позади со три одвоени местенца за патниците и така. Ајде да видиме сега и французот што има да одговори на ова. Го земавме клучот, ајде сега да видиме внатрешноста на Пикасото. Веднаш се приметува французот дека е доста различен. Сака да експериментира малце со некои чудни дизајни. Нема наслонач овде, али делува дека е многу поголемо, така барем доем дава, ова ќе го тргнеме. Не знам дали се забележува на камера, тоест како нема наслонач, јас сум след. Еве го тука се спушта од зади на седиштето. Екам не верувам да нема наслонач толкова кола, кај што ќе поминувате, предпоставувам, долги патишта и километри да не можете да се навалите. Па многу ми се свиѓаат овие делови вака лево и десно, да буквално како една панорама е пред вас, прегледност, што ја ви кажам, значи максимално добро. Вакво нешто неам видено. Менјачот е некаде вака малце како подигнат на средина, као некој комбиња, минивен. Тука ви се во централниот дел податоците што се случува со возилото ваше, напред нема ништо, што е типично за Citroen од тоа време. Воланот, централниот дел е фиксен, само овој се мрда, чисто тоа да знаете. И позади, горе-доле мислам дека слично е како меривата. Сега оставам на вас што би одбрале, дали меривата како фамилиарна кола или C4 Пикасото, се е до каков е вашиот стил, што сакате повеќе, нешто по-конзервативно како меривата или нешто малце по-чудно, али интересно како C4 Пикасото. Така да тука ја завршувам оваа епизода, бидејќи е последнава кола. Нормално на автоплацот Аутозвеки ќе стигнат и други коли, нови коли, со тек на време. Така да стиснете subscribe, јас можеби повторно ќе дојдам да ги посетам, ќе видиме што има ново, ќе извозиме можеби уште некоја кола. И тоа е тоа. Фала ви дечки на внимание, се гледаме во ново видео.